Дозволете ми најнапред од мое име, но и од име на сите членови на Републичкиот штаб за реформи во ВМРО ДПМН да ве поздравам и да се заблагодарам на вашето присуство на нашата втора пресконференција. Поминаа нешто повеќе од 20 денови од првата пресконференција. Видовме и слушнавме многу работи, но постигнатите резултати ќе останат запаметени. За многу краток период внатре-партиската иницијатива за реформи на ВМРО ДПМН се факторизираше како гласноговорник на сите членови на партијата. Дискусијата за реформи во ВМРО ДПМН е отворена и во органите на партијата и кај сите членови. Секој ден се повеќе наши активисти се охрабруваат и ни се приклучуваат на идејата за демократизација и модернизација на ВМРО ДПМН. Сакам да ви известам дека присутните на оваа пресконференција се представници на сите структури на Републичкиот штаб за реформи на ВМРО ДПМН, почнувајќи од местните штабови, преку општинските и регионални штабови до Републичкиот штаб, вклучувајќи ги и тимовите за поранешни и актуелни функционери, за акцијата човек на човек, преседатели на општински комитети, представници на македонските патриотски здруженија, тимот за невладени организации и слично. Со тоа сакаме да го најавиме почетокот на теренската кампања низ сите општини на Република Македонија, со цел подигање на свеста за потребата од суштински реформи во ВМРО ДПМН. Срдечно се заблагодарувам до огромниот број членови и симпатизери, кои секојдневно изразуваат и даваат поддршка на оваа иницијатива. Иницијатива за спас на партијата. Членови и симпатизери кои се потполно свесни за политичката изолација во која западна партијата, но и потполно свесни дека единствениот пат за враќање на силата и достоинството води низ незиното статутарно реформирање и насочување кон базата и членството. Дозволете исто така да се заблагодарам до целокупната јавност на Република Македонија, особено до сите медиуми, за искрената поддршка која ни ја давате сиот овој период. Едноставно без вас невозможно е нашиот глас да стигне до секој граѓанин на Република Македонија. Ве уверуваме дека ние искрено веруваме дека само демократски партии може да гарантираат демократски развој на нашата татковина. Сакам да испратам порака и до раководството на нашата партија. Почитувани, знаеме дека сите вие сте потполно свесни дека е дојдено време за реформи и демократски промени во ВМРО ДПМН. Ве повикуваме сите вас да се приклучите во нашата иницијатива, со цел што поскоро да ги направиме тие реформи. Ве повикуваме да ги надминеме сите недоразбирања од минатото, сите лични конфликти и сите заедно да тргнеме по патот на реформи во ВМРО ДПМН, како единствено можен избор за да постигнеме победнички резултат на наредните избори. Со верба во Бога и во идеалите на организацијата, сигурно ќе успееме. Нас не избра членството, а легитимитетот да действуваме извират од нашето членство во партијата. Затоа се бориме слободно да действуваме во нашата партија, која сме ја создавале од нашето детство до денес. Кој не финансира никој, сами се финансираме, ако мислите на нашите маички. А третото прашање беше? Зошто сега? На тоа прашање одговоривме повеќе пати, ќе повториме повторно. Во партијата може да се действува на начин на кој се бараат реформи на истата во моментот кога се поразени политиките кои се застапувани во последниот период. Секакво действување пред изборите ќе значеше штета на кампањата на ВМРО ДПМН и во битката со СДСМ. На овој начин, од кога се поразени сите политики до сега
кои се промовирани од дел раководството на партијата, одлучивме дека е вистински момент да застанеме во одбрана на интересите на сите членови и сите заедно да реформираме партијата со цел да постигнеме организацијска способност, ниво за да победиме на наредните избори. Друг некој медиум? Некој друг? Повелете. Од почнувањето на оваа иницијатива, што конкретно сте направиле до сега? На првата пресконференција објавивме дека ја започнуваме иницијативата. Во овој период премногу време, мислам, најмногу време потрошивме на формирање на телата на Републичкиот штаб за реформи, особено оние низ Република Македонија и во град Скопје. Тимовите кои работат на различни прашања, промоција на нашата декларација, која представува основ, база за она што го предлагаме, она што го бараме во иднина, да биде фундамент за идните промени на статутот на нашата партија. Таа декларација, знаете дека е поднесена до Централниот комитет на партијата, на кој се уште очекуваме одговор дали ќе ја разгледат и кој е исходот од истата. Се разбира, сме сигурни дека доколку му биде дозволено на Централниот комитет на ВМРО ДПМН да ја разгледа нашата декларација, мнозинството членови ќе ја прифатат. И тоа ќе значи почеток на институционалната реформираност на нашата партија. Друго прашање? Повелете. Кој медиум сте? Кој медиум? Не сме на медиум. Граѓани сте вие. Повелете. Од член на ВМРО ДПМН. Да. Ме интересира дали сте фракција во ВМРО, дали пошто едина регистрирана партија фракција во ВМРО е Форумот на слободни патриоти. Дали мислите да се одржувате со нив? И зошто нам интересира зошто нема од постарите членови покането од 90-та збора, не зборам од 2000 или 2010. Ние имаме стотици поддржувачи, активисти во внатрешната иницијатива од 90-та, но не го гледаме како мерило за силината на нашиот патриотизам и припадност и лојалност кон партијата, тоа кој ден сме членови. Ве молам да ви одговорам. Во поглед на регистрација, мислам дека во Македонија нема нити една регистрирана фракција на ВМРО ДПМН. Форумот, ако мислите на Форумот на слободни патриоти, действува како некоја неформална група и ние неколку пати нагласуваме дека нашата идеја за демократизација на партијата, за модернизација на партијата, за демократски промени внатре во органите на телата на партијата, сето тоа делува, има кохезивно дејство, делува обединувачки. Сите заинтересирани, наши членови и активисти, и досега пасивизирани, и моментално активни, и членови на раководството на партијата, сите заедно треба да застанеме во предстојната битка со нашата политичка конкуренција и извојување на огромна победа на наредните избори. Така ве повикуваме да се вклучите во внатре-партиската иницијатива, во ВМРО ДПМН, пошто ние сме дел од ВМРО ДПМН, не сме фракција, не ни сакаме да бидеме фракција, и сите заедно да постигнеме нови успеси за партијата. Да, јас ве прашувам само зошто нема членови постари, пошто ова раководство... Ви одговорив на тоа. Ви одговорив на тоа. Да, ви одговорив на тоа. Мислам дека членството во партијата е слободно и така треба да продолжи да биде. Друго прашање? Повторно Инфомакс. Повелете. Пошто на ваша иницијатива сакате јавно да се дискутира, ме познавате сите дека и јас сум член на ВМРО. И еден од основачите на Унијата на млади. А би сакал јавно да дискутирам. Значи, мене ме интересира пристапницата на ВМРО да која секоја подполнува, најдоле има графа во која што пишува изјавува. Доброволно влагам во партијата Така. и ги прифаќам сите документи на партијата. Така. Така. Значи, се согласувам и ги прифаќам. Доколку било кој Прашање? не се согласи или не, значи може да ја напушти партијата. Доколку не се Прашање? согласувате со партијата, Дали ќе ја напуштиме партијата?
Партијата е нашиот дом. Младост ја оставивме во партијата. Нема никој ни право, ни легитимитет, ни да побара, ни да спомне, ни да преземи действија со кои ние би ја напуштиле партијата. С вашиот избор е ваш. Нашиот избор е јасен. Остануваме внатре, во ВМРО ДПМН, и сега и до крај на живот, и ќе се бориме внатре во партијата, ВМРО ДПМН почна да биде гордост на секој еден член на партијата. Мислам дека е доволно. Ако немаме другите куќи, ако немаме други прашања, мислам да ради преносот, па може би интервју да направиме со Инфомакс. Не е проблем. Инфомакс е исклучително заинтересирани за нас и може интервју да направиме слободно. Ќе се видиме и ќе разговараме. Дали имате вие прашање? Добро, ви благодарам многу на присуството и на сите поддржувачи и на медиумите. Се надевам дека нашата кампања која ќе започнеме во овој период ќе биде многу успешна, па ќе се гледаме на секаде низ Република Македонија. Ви благодарам многу.